Наш соговорник за ова интервју за порталот Инфокомпас е господинот Петре Стојковски, новиот председател на Асоцијацијата на земјоделци на Македонија, кој што доаѓа на местото на Евтим Шаклев. Бевте избран пред неколку дена на собранието на асоцијацијата во селото Таринци во општина Карбинци. Господин Стојковски, пред се честитки за вашата нова функција, која што знаеме дека ќе донесе и многу повеќе одговорности колку што ги имавте до сега. Да, ви благодарам за честитката. Прво, што сакам да напоменам, значи при неколку денови имавме ние во Таринци собрание, во кое собрание едногласно бев избран за председател на асоцијацијата. И тоа пред да започнам со дискусија, сакам да кажам дека досегашниот наш председател Евтим Шаклев почина и така да на некој начин од морални причини мораше ние да избериме фактички ново раководство, нов председател, така да во овој случај ми припадна таа чест да бидам јас. Митоа нормално и понатака врските кои што треба да произлезат по основ на земјоделие, сточарство и се друго што е, нормално се зголемува. Митоа се надевам дека сите тие предизвици кои што ќе бидат пред нас, заеднички со сите земјоделци, сточари и сите гранки во земјоделието, мислам дека ќе ги надмениме. Она што е најново во земјоделскиот сектор и она што најмногу ги погодува земјоделците во овој момент е тутунопроизводството, особено тука во Пелагонија каде што се наоѓаме. Според оценките на тутунарите, ова е една од полошите години за тутунопроизводството, со ниска цена, која што не ги задоволува нивните очекувања. Имаме вишок на тутун кој се уште не е откупен, а за во четврток се најавуваат и нови блокади на патниот правец Прилеп Скопје. Како асоцијација, како го оценувате се тоа? Па видите вака. Морам да кажам она што се случуваше можда отприлика пред една година. Тоа значи следно. Прошлата година, ако сите тутунопроизводители сака да склучат договор со откупните компании по предпоставка, велиме, ако сака од 100.000 корење или 150.000 корење, откупните предпријатија му склучуваат договор и тоа не му го даваа договорот во истиот момент, за да се види за колкава количина на тутун веќе му е изготвен договорот. Ова што велиме дека сега е вишок тутун, јас не се слагам дека е тој вишок тутун, него грешката на откупувачите и грешката на Министерството за земјоделие денес го трпиме ние како тутунопроизводители. Тоа значи ако ние благовремено сме биле известени дека треба да имаме производство од 23 милиони килограми, може че се прилагодавме на таа ситуација. Сега викаме дека имаме негде од 1 до 1.300.000 килограми вишок на тутун. Тој вишок на тутун, ако биле договорите навремено склучени или со претходната година, тогаш немаше да биде вишок тутун. Значи не треба да разговараме за вишок на тутун, треба да разговараме за грешката во договорите. Грешката во овој случај мораме да мислам реално да кажеме дека се најдува во самите договорачи, уствари не договарачи, него компании, откупни компании и во Министерството за земјоделие. Со оглед дека мислам дека сите тутунопроизводители, таа ситуација ја знаат дека не е грешката кај самите тутунопроизводители, апелирам до откупувачите и до Министерството за земјоделие подхитно да се најдат решение, овој проблем да се надмини и да не го кажуваме дека е вишок тутун, дека е грешка во постигнувањето на договорите. Имаше неколку пати средби. Откупувачите ветија дека ќе биде откупен овој вишок на тутун, но еве тоа не се реализира. Зошто? Компаниите може да имале тие зацртано дека треба да се намали производството на суров тутун. Меѓутоа компаниите не ги известија на време тутунопроизводителите да кажат дека ти ако до денес си произведувал предпоставка, че речиме 2 тона, оваа година ќе треба да производиш 1,5 тона. Тоа значи компаниите сега сакат, мислам, по нереална основа да се извадат од ова што веќе тие направија грешка, меѓутоа ние како асоцијација, еве јас како председател на асоцијацијата, ќе го повикам Сојузот на земјоделски здруженија, во кој што мислам дека доста беше активен и сакаше да го реши проблемот. Нормално и штрајкувачкиот одбор сакаше да го реши случајот со така наречениот вишак на тутун, еве не се успеа.
Во четврток има закажано незадоволство од страна на оние тутунопроизводители кои што го нема предадено тутуно. Митоа, јас ќе покушам до четврток, заедно со Сојузот на земјоделски здруженија, заедно со штрајковачкиот одбор, да издействуваме средба во Министерство за земјоделие со министерот, да издействуваме средба со откупувачите и да издействуваме средба во крајен случај и со владата на Република Северна Македонија, во кој што прво мора да се ја сватат грешката како грешка, митоа штом веќе е грешка нивна, тогаш многу полесно треба да прифатат да го откупат останатиот тутун. Ако не се најде решение, дали како асоциација ќе ги поддржите протестите? Па во овој случај нормално, ако не се најде решение, ќе ги поддржиме затоа што не се гледа вината во тутунопроизводителите. Имаше најава од страна на министерот дека некаква се преговара со Турција и одредена турска компанија која што би го откупила на еден начин или дел од овој вишок на тутун. Значи министерот во прилеп кажа дека преговара со турска компанија во кој што конкретно преговара за овој тутун кој што е недооткупен од страна од откупувачите. Митоа мислам дека тоа прашање ќе го реши онака како што во интерес на тутунопроизводителите. Тоа значи дека мислам ќе изнајде решение во четврток до штрајковите кои што се закажени. Ние немаме цел да бидеме од една или од друга страна. Нашата цел како земјоделци, како асоциација, ќе ни биде да се обединиме како сите гранки во земјоделието, во случај во некоја поголема асоциација, во кој што ќе изнајдуваме решение и ќе предлагаме на самото Министерство на земјоделие како да се надминуваат сите проблеми кои што се наталожени во овој случај. Оценката на сите тутунопроизводители е дека ова е катастрофална година за нив. Ова година исто така помина бурно, се создадоа и повеќе здруженија помеѓу тутунопроизводителите, имаше голем број и напаѓања помеѓу себе. Некако се поделивте како сектор, така да и Сојузот на земјоделски здруженија, кој што е во овој момент легитимен представник на тутунопроизводителите и на нивните барања, беше напаѓан од страна на другите здруженија дека не ги застапува како што треба нивните права и нивните барања. Зошто се поделивте и не настапувате заеднички? Па видиш, И дали тоа може би е таа причина што не се изборивте да добиете повисока цена и еве да се откупи овој вишок на тутун? Колку повеќе ќе видиме разединети како здруженија, како производители на земјоделски производи, толку повеќе ќе има интерес откупувачите за нашите производи. Во овој случај се надевам дека тој тренд на разединување ќе застани, ќе се обединиме сите како една асоциација во кој што ќе му покажеме и на Министерството за земјоделие и на откупувачите, без разлика дали се однесува за тутун или за било и за некои други земјоделски или сточарски производи, дека сепак тоа единство ќе почне да функционира кај нас земјоделците и сточарите. Дали ќе имате некаква средба за брзо со откупувачите, затоа што следува новата реколта и треба да се потпишуваат новите договори? Како член, исто така сте и на Сојузот на земјоделски здруженија, повикавте тутунопроизводителите да не ги потпишуваат договорите, се додека не склучите вие договор со откупувачите, нов, не се смени правилникот и исто така не се откупи вишокот на тутун. Значи вака, се она што е кажано е реално и исправно. Како тутунопроизводители апелирам да не склучуваат договори, се додека не завршат нашите преговори кои што се во тек. Тоа значи, ако, пример, за неколку денови завршат тие преговори, ја верувам дека успешно ќе заврша, со тоа нешто ние нема другата наредната реколта која што ја очекуваме, да бидеме уценувати. Или обратно, ако бидеме со намалено производство, како што кажа министерот по земјоделие, тогаш ние ќе знаеме од денеска дека таа ситуација е така. Тогаш
што е многу тешко. Секој тутунопроизводител кој што работел цел живот за тутун, многу тешко може да се преобрази, меѓутоа таа преобразба во друго производство треба да одговорите Министерството за земеделие. Затоа што нормално секое ново производство, тука се нови проблеми, недоволно познати за производителот, за да може да се прифати, нормално треба стимулацијата да дојде, мислам, малце на повисоко ниво за секој производ, нов производ кој што треба да следуваат на местото на тутуно производство. Што точно ќе побарате од купувачите? И што барате? Значи, прво вака, сега најбитно да го откупат тутуно кој што тие погрешија. Ние не произведовме вишок тутун. Ние само произведовме онолку тутун колку што и претходната година произведовме. Значи, грешката да се ја исправат самите откупувачи, па понатака нашите барања веќе се доставени до нив, ќе разговараме после тоа. Дали се согласувате со оној став на министерот за да има добра цена во на тутунот, дека треба да се произведуваат околу 21 милион килограми во Македонија, а во овој момент произведуваме повеќе? Не знам дали е таа изјава. Таква информација протече. Не протече. Министерот кажа дека 21 милион килограми се доволно за да имат добра цена за 21 милион килограми. Меѓутоа, еве сега од овде министерот го прашувам што до 27 или 8 милиони килограми. Што да произведуваме и со која субвенција ќе бидеме обештетени. Како нова гранка во замена на тутуно производство. Да се надеваме дека за брзо време ќе ги решите овие проблеми. Следните чекори кои ќе бидат ваши како прв председател на асоциацијата на земјоделци? Па видите вака, сега имаме ние доста тука во земјоделието гранки и подгранки кои што некои се задоволни од она што е, мислам, моменталната ситуација, некои не се задоволни. Се она што мислиме дека е реално, дека треба да интервенираме во Министерство за земјоделие, во владата на Република Северна Македонија, ние ќе интервенираме. Конкретно, до прошлата година свињарството беше на една позитива во Република Северна Македонија. Меѓутоа, сега имаме доволен број на свиње, во кој што има стимулација по 1000 денари за товљеник, за да се однеси во кланица. Меѓутоа има стимулација и сите оние што увезуваат прасина и тие по 1000 денари добиваат за увозено прасен. Со оглед дека сега имаме ние доволно килограми на свежо наше домашно месо, ќе предложиме таа стимулација за увоз на прасина мали да се укини. Затоа што мислам дека нашата држава, нашите фармери може да произведат прасина, тие прасина да може да се распределат на некој што сака да ги купи и таа стимулација да остане тука на тој производител кој што треба да ги производи тие прасини или обратно, да добија стимулација оној што сака да ги купи од наше производство, македонско производство. И еве за крај, каква е состојбата со другите гранки или се уште правите скенирање? Да, вака. Еве конкретно по однос на фармерството, производство на млеко. Мислам дека имаме нереална откупна цена на млекото. Мислам дека многу малце тука и самото министерство не да кажам дека е незаинтересирано, меѓутоа имаме пропусти. Затоа што имаме многу ниска откупна цена, обратно како финален производ, сирење или па некои други производи од суровото млеко, ни се со многу високи цени. Тоа значи дека реално цената на суровото млеко треба да оди многу повисоко него што е денес. Ви благодарам за ваше прво интервју за порталот Infocupons. Се надеваме дека понатаму ќе имаме и следни разговори кога ќе имате и преземено следни чекори нови мерки. Добро, ви благодарам и вас за вашето присуство.